Петок, 31 март, кратки вести во 12 часот. Самата најава за обична јавна дебата за потребата од катна гаража во Охрид предизвика бројни реакции кај охриѓани што одлично ја отсликува реалната потреба на градот од еден ваков објект и истата е помеѓу најчитаните на Facebook профилот на Охрид през деновиве. Читателите коментираат дека станува збор за едно од омилените ветувања на сите досегашни градоначалници и го споредуваат целиот процес со изградбата на автопатот Кичево Охрид. Дел од граѓаните и посочуваат конкретни локации за изградба во централното градско подрачје како најпогодни. Охридскиот градоначалник во ноември лани откри дека катна гаража треба да се изгради на површина од 1215 метри квадратни со расположлив капацитет за гаражирање за повеќе од 150 возила во близина на градскиот пазар и најави дека за годинава се очекува одобрение за градба. Денес истекува рокот за аплицирање за субвенционирање нови авиолинии. На претходниот повик понуди доставија 3 авиокомпании, но беше поништен поради некомплетна документација. Ке се доделуваат по 7 евра по патник превезен од меѓународниот аеродром Скопје и 4,5 евра по патник во заминување превезен од аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Воведувањето нови авиолинии се очекува дополнително позитивно да се одразат на закрепнување на авиосообраќајот, зголемени фреквенции и конкуренција, како и поголем избор за патниците. Во јуни ќе биде првото пријавување за упис во прва година во 4 средношколски центри во Охрид ќе може да се запишат 919 полуматуранти. Во гимназија има 272 слободни места, во економското училиште 152, што е повеќе за разлика од ланскиот конкурс. Во општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски има 277 слободни места, а во општинското угостителско-туристичко училиште Ванчо Питошевски во прва година може да се запишат 218 ученици, што е намалување во споредба со уписите за тековната учебна година. Наставните програми во стручните училишта ќе се реализираат во соработка со повеќе охридски компании во зависност од струката. Охридските полуматуранти при уписите за тековната учебна година беа позаинтересирани школувањето да го продолжат во стручните училишта отколку во гимназијата. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен западен ветер, максималната температура во Охрид до 16 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.